Саша, дали очекувавте ваква победа? Па, согледувајќи ги работите кои што се случува од 2013 каде што Центар беше предводник на победата, односно беше светло од тунелот, и од резултатите кои што ги бележевме и сите работи кои што ги постигнавме со тимот, со луѓето кои што работевме, очекувавме навистина ваков резултат. Искрено, јас сум многу благодарен што многу граѓани, не само членови на СДСМ, него и на ВМРО-ДПМН и останати наши сограѓани ја дадоа поддршката за живот не само во општина Центар, пред се во градот Скопје и во Република Македонија. Изборниот ден помина со низа нерегуларности, но меѓутоа без поголеми инциденти. Каков е вашиот впечаток, односно вашата оценка за изборниот ден во општина Центар? Со оглед на тоа што ние во Центар сме научени во 2013 на еден куп нерегуларности, 3 круга, мислам дека изборите поминаа фер и демократски, кампањата помина во фер и демократски. Јас честитам за тоа и на нас и на политичкиот противник и сметам дека овие избори покажаа дека Македонија може да оди напред, односно и општина Центар и град Скопје може да одат напред и конечно народот покажа дека знае, уме и како да се избори за слободата. Кои ќе бидат вашите први приоритети, што прво ќе направите кога ќе седнете на градоначалничката фотелја? Ние, како што ветивме во нашата програма, во изборната кампања, ветивме дека ќе се справиме со узурпацијата на просторот, ќе застанеме на урбаната мафија, ќе воведеме мораториум за градби, пред се ќе се трудиме се она што го бараа граѓаните од нас, односно ни ја дадо довербата за тоа, да го исполниме, да го вратиме слободното движење и на граѓаните и на велосипедистите, да ги ослободиме тротоарите, да воведеме повеќе можности за пред се за децата, да ги изградиме оние сите градинки и училишта кои што ги ветивме. И пред се, мене ми е најважно што луѓето пред се живеат слободно. После сите оние проекти што ги ветивме, може да ги исполниме бидејќи на крајот имаме слободена држава. Тоа не е една од приоритетите и јас сум премногу среќен што бев и претседател на општинската, што ја добив довербата од партијата, да ја предводам општинската организација, да ја предводам партијата во оваа голема победа. Со оглед на фактот дека вашата партија победи односно според првичните резултати, води во поголем дел од општините, каде ќе се слави подоцна? Па во 23 часот е најавена прослава пред владата. Тоа ќе биде прослава на која ги покануваме сите граѓани, без разлика на политичка определба и без разлика на религиска, верска, бидејќи ние веруваме во тој граѓански концепт, Македонија да биде еднаква за сите, да биде тоа една скромна прослава, бидејќи од утре за утре веќе не чека озбилна работа. Господине Богдановиќ, претходно советот беше проблем во општина Центар, каков е сега сразмерот таму? Според бројките што ги добиваме од официјалните, мислам дека ќе имаме убедливо водство во советот. 16:7 очекуваме да биде, значи тоа е нешто, ние да имаме плюс 4 советника, они да имаат 3 помалку, односно 4 помалку. Како што